Добро јутро, почитувани наши гледачи на телевизија Нова. Информација точна и навремена. Започнува од сега, ќе трае 3 часа или 180 минути, како сакате. Најважно е да посакате секојдневно да ја вртите фреквенцијата на телевизија Нова и да бидете заедно со нас се до крајот. И денес как имаме теми кои заедно ќе прашуваме и вие и ние. Прва тема за дилема во ИТН или информација точна и навремена на телевизија Нова. Младите со попреченост во секојдневниот живот ни е првата тема. Има многу интересни информации, многу интересни настани врзани за овој проект. Ке имаат денеска завршна конференција и затоа ни се нагости најпрвен Оливер Андриевски од Сдруженијето или Центарот за младински активизам КРИК, потоа Митио Франсоа од Центарот за извидници или Сојузот на извидници, да, и Тања Бушковска, која и самата беше дел од ова програма од училиштето Свети Наум Охридски. Добре дојдовте за сите вас. Да. Една година трае овој проект. Се здруживте неколку организации и денес как имате завршна конференција во библиотеката Свети Климент Охридски во Скопје, точно во 12 часот ќе ги презентирате сите оние активности што ги правевте во текот на годината и главната идеја, како што ми рековте пред овој разговор, е дека сакате да се здружат и оние деца со попреченост и оние без попреченост и да си направат еден поубав свет за живење. Успеавте ли во тоа? Па, во 90% да. Значи, целиот проект траеше година дена. Проектот се вика See You Watching Me на англиски и е во соработка на Центар за младински активизам КРИК и Сојуз на извидници на Македонија, а е финансиран од Детскиот фонд на Уединетите нации, УНИЦЕФ. И во склоп на проектот се организираат 10 младински програми. Тоа беше во првата половина од годината, додека во втората половина, односно јули и август, се организираат 3 младински инклузивни кампа во Охрид, а младинските програми беа во 6 градови низ Македонија, од кои 5 младински програми беа во Скопје, другите 5 во различни градови, односно во Тетово, во Кичево, во Прилеп, Свети Николе и Гевгелија. Можам да кажам дека од целото искуство кое што го собравме од проектот, целта е успешна, односно оние деца и млади кои што учествуваа на самите младински програми и на младинските инклузивни кампови се веќе запознаени со можностите на оние деца со попреченост и мислам дека тие предрасуди кои што ги имаа се веќе срушени. Успеавте навистина во вашата идеја. Сојузот на извидници на каков начин се вклучи во оваа програма? Помагајќи им преку активности, дружење, забавување? Помеѓу кампови, да. Правивме активности, работеници. Имавме 3 кампови со деца со Попреченост. Да, да. Со извидници од Франција и со извидници од Македонија. Имавме повеќе од 151 деца за 3 кампови и тоа е тоа. И тоа е тоа? Да. На каков начин ето Тања Бушковска успеа да се активира во целиот овој проект и воопшто во кампањата на Центарот за младински активизам КРИК? Задоволна ли си после? Да, добро беше. Да? Да. Што правевте? Како се дружевте? У Охрид, кад беше играме во салата. Земам сите деца ке се собераме и спишуваме или нешто правиме. И после идеме на морето. Се бањаме. Најубаво, да се одморите, да. Ви си помагавте ли? Да, си помагаме. И заедно си седиме навечер. И заедно седите навечер? Да. Што правите навечер? И некој пат гледаме и сигаме. Играте карти, можеби, играте јамп. Да, сите оние друштвени игри што можеби и ние сме ги подзаборавиле, да. Денеска е конференцијата точно во 12 часот. Меѓу учесниците и Александар Матовски Цако, кој многу внимание привлече во последнава една. За каков лик станува збор, ќе ни кажете вие? Така, модератор на конференцијата, на првиот дел од конференцијата ќе биде Александар Матовски Цако. Тој исто зема активно учество и во камповите и младинските програми. Цако е еден исклучително позитивен лик, значи мислам и во јавноста е доста познат по многу настани кои што и самиот го организира и
за мене лично представува инспирација За секој Да, представува инспирација, да. верувам дека за многумина представува инспирација за тоа како треба еден млад човек да се посвети на самиот себе и да работи на самиот себе и е свесен за сите можности кои што ги има и сите врати му се отворени, што стварно е многу ретка случајност во нашето општество. И Да кажеме дека Цако има попреченост, Даунов синдром. Даунов синдром. Исто така Но нема никаква пречка. Не, точно е така, да. Сите оние попречености кои што ги зборуваме, во општеството се третираат како пречка, меѓутоа тие деца, тие млади кои што имаат одредена попреченост, имаат многу што да понудат на самото општество и како да се вклучат активно и заедно со нас да градиме едно поздраво и поотворено општество за сите. Да кажеме и останатите учесници кои се ќе бидат денеска, ќе зборуваат воопшто за кампањата, за проектот. Цела година не е малку и верувам дека ќе имаат што да кажат и што да презентираат, затоа што навистина треба да се кажат оние позитивни работи после кампањата. Така, значи и денеска на конференцијата ќе имаме презентирање на публикација. Подоа ќе имаме панел дискусија на која што ќе говорат учесници од кампот. Тоа се Сефедин Шабани, исто од училиштето Светина Охридски. Тој беше учесник на кампот, Даниел Атанасовски од училиштето за глуви Дуцор Партени Езографски. Ќе имаме еден младенски лидер кој што учествуваше на сите три кампови, младенски работник Андреја Алексовска која што работеше на еден од камповите. Зборев да споменам, младинскиот лидер се вика Константин Карадафов и еден представник од Сојузот на извидници, тоест Андреја е од Сојузот на извидници. Така да сите се на еден начин опфатени и оние кои што учествуваа на настаните и на младинските програми и оние кои што беа во раководниот тим. Цако ќе биде модератор на првиот дел, односно на презентирањето на публикацијата. Валмира Арифи, исто како младенски работник и дефектолог, ќе биде модератор и на панел дискусијата. Публикацијата која што ќе се презентира од страна на претседателот на Сојуз на извидници и од извршниот директор на КРИК, Горан Георгиев и Мила Карадафова, ќе биде составена од видови на активности кои што се користат во неформалното образование во работа со млади луѓе. Какво е тоа неформално образование? Неформалното образование представува една форма на образование за млади луѓе во кој што се учи преку практика. Значи има разни видови на методи и активности преку кои што младите сами учат од себе, меѓу себе, меѓутоа и од фасилитаторите кои што ги водат. Значи не е класично предавање или зборување на одредена тема, туку преку разни активности, игри и вежби се учат одредени работи. Најчесто тоа се теми од општеството, дали ќе биде дискриминација, дали ќе биде забава, значи без разлика, тоа се активности од кои што учат младите. И овие методи или активности кои што ќе бидат наведени во публикацијата, веќе се користат во неформалното образование, меѓутоа ние ги издвојуваме за работа во мешани групи, односно групи во кои што членуваат лица со попреченост и без. Да, ќе ми кажете воопшто од каде ви кликна или ви крикна, како што ви е насловот, односно името на вашиот центар за активизам. Од каде со здружени сили на ваков начин да успеете во сето тоа што ви дојде како идеја? Сакам да ја прашам Тања. Тања, колку години имаш? 21. 21. Си помагавте од себе и за себе и меѓу себе? Да. Да. Како, Тања? Си помагам и земам, значи си седиме и си договараме. Какви планови имате за вашиот живот понатаму? Што си планирате навечер, како што ни кажа? Да се дружиме. Да се дружите? Да. Тоа е најбитно, Тања. Да се дружите и да си помагате, така? Да. Метју Франсуа од Сојузот на извидници, колку време сте веќе во ова? Од 2 години. 2 години? 2 години, да. Добро, ни доаѓате од Франција, во Македонија веќе сте како граѓанин или тука сте преселени? Не, работам тука, живеам тука. Тука работите, тука живеете, така? Да. Ќе се вратите во Франција? Не ќам. Не ќам? Не, преферирам да останувам тука. Побаво вие во Македонија? Да. Има здружение вакво на извидници во Франција? Да. Зошто правиме кампови со извидници од Франција и извидници од Македонија. Имаме многу
убава конекција промеѓу Франција и Македонија. Како Митио дојде во Македонија? Јас најпрви јас дојдов во Македонија бидејќи јас бев студент и јас отидов во Битола за 3 месеци и после сакав да се враќам во Македонија и да работам во Кој ви Македонија. кажа дека треба да студирате во Битола? Јас. Сами одлучивте? Да. Да, просурфавте на интернет. На каков начин ја одбравте дестинацијата Македонија? Тоа многу ме интересира. Не, многу сакам Балкан и јас сакав да се враќам во Балкан и да видов нешто друго, нешто со Сами разлика. се запознавте со Балкан или можеби вашите родители на никаков начин? Не, сам и со мојот професор од Франција. Добро. И тој ви рече, оди во Македонија. Ме речеше, да, можеш да одиш во Македонија и јас бев, окей, може. Оке, може. Во Битола што студиравте? Јас правив мастер од географија. И да. И тоа? Да. Да. Не ќам. Не се враќаме во Франција, така? Не, за моментов не. Убав ми е тука. Да. Да, ги кажавме сите оние што ќе имаат излагање денеска на конференцијата и прашањето е како овие сите или целата алка ја направивте успешна да функционира безпрекорно и идејата од каде ви кликна или крикна? Од крик. Така, па Крик, сега месецов славиме 5 години од постоење на Крик. Да, честито. Фала. Ние 5 години работиме со социјална инклузија. Значи, сите 5 години на нашето постоење работиме со лица со попреченост и без. И мислам дека заедно ја најдовме таа точка на поврзување со Сојузот на извидници за да направиме оваа соработка. И исто така, Крик во самата позадина на организацијата се залага за младенско учество, за младенски активизам, како што и самото име на Крик. Така да, една спојка помеѓу младинското учество, социјалната инклузија, вклучување на младите лица со попреченост во секојдневниот живот и во сите оние нивоа на општеството, произлезе една таква соработка со Сојузот на извидници за еден ваков убав и голем и обемен проект во кој што минимум 40 младенски работници работеа на сите овие програми и на камповите за се тоа да излезе како што треба и секако успешно или на крајот од денот и на крајот од годината да имаме такви резултати со тоа што можеме да кажеме дека би сакале ова да продолжи понатаму и да не стане практика. Кои моменти ги паметите? Бевте и вие присутен на овие кампови, на овие кампањи, проекти, активности. Можеби некој ден посебно ви останал во сеќавање и сте рекле, ама каква попреченост? Нема никаква попреченост. Тоа се исти луѓе. Така, можам да кажам дека овие кампови и овој проект беше моето прво среќавање со лица со попреченост, воопшто од страна на работно искуство, да речем. Да комуницирате секојдневно со нив. Да, значи на дневна база да бидам обкружен со лица со попреченост. Мене искрено ми беше воодушевување како таа пречка која што сите ја имаме пред кога да се запознаеме со лица со попреченост и сите предрасуди кои што ги имав се срушија уште од самиот момент кога почнав да работам и едноставно би ги издвоил сите 3 кампа кои што беа во Охрид кои што се одржува како едно незаборавно искуство лично за мене, затоа што многу научив и од самите деца и со попреченост и без и многу секојдневно учиме како да се однесуваме едни со други, не само со лицата со попреченост, туку едни со други. И сите 3 кампа би ги одвил посебно. Немам еден ситен детај, затоа што целиот процес беше долгорочно учење или животно учење, би го нарекол јас. И сите 3 кампа би ги одвил и немам еден ситен момент кој што би го кажал. За каква попреченост прво, да кажеме, станува збор? На камповите учествуваа лица со сите попречености, освен физичка. Имавме и со физичка, да. Значи имавме сензорна попреченост, односно визуелна, слушна, мислам дека беше слушна, физичка попреченост и интелектуална попреченост. Имавме и со Даун синдром, така да во главном пробавме да ги вклучиме сите попречености во камповите и во младинските програми.
Да ги повикам и гледачите на телевизија Нова дека може слободно да се јавуваат на телефонските броеви 2402-002 и на 2402-005 доколку сакаат да постават некое прашање и воопшто да се надоврзат на темата колку младите луѓе со попреченост се во секојдневниот живот, дали имаат пречки, дали немаат пречки, на каков начин да ги пребродат. Тука се и гостите што посебно ми е драго што ги имаме денеска во утринската на телевизија Нова. Тања Бушковска, понатаму што планирате да правите? Да се образувате? Досега сте во училиштето Свети Наум Охридски, понатаму планирате некаква наобразба? Да, јас сакам да завршам школа, да си заработам. Да иду да работам. А веднаш да се вработите, да. Каде би работела, Тања? Во Кумано. Во Куманово. Како што? Како кујна. А во кујна? Готви, Тања? Да. Навистина? Кое јадење ви е омилено и воопшто сакате да го консумирате вие и да подготвувате за вашите пријатели? Сарма. Сарма? Да. Посна или мрсна? Посна. И мрсна. Добро. Оливер, ги кажавме представниците и на УНИЦЕФ, ќе имате нели презентација на публикација, инклузивниот камп ќе го презентирате и верувам дека ќе презентирате сето она што Центарот за младинскиот активизам КРИК има досега сработено. Што досега имате сработено, освен овој проект или кампања што една година трае и денеска ќе имате завршна конференција? Така, Центар за младински активизам КРИК најмногу работи со Еразмус Плюс програмата на Европска унија. Тоа е програма во која што нуди доживотно учење на млади луѓе. Испраќаме млади луѓе на програми во странство најчесто, организираме ние кај нас. Во текот на годината имаме различни програми во институции или во школи. Моментално пред 2 недели завршивме со 2 младински програми во Заводот за рехабилитација и образование во Топанско поле и во Свети Наум Охридски, во Средното училиште за деца и младенци. На годишно ниво работиме со испраќање на млади во странство преку различни програми за исто неформално образование. Главната алатка со која што се служиме е неформалното образование. Имаме и младински центар кој што се наоѓа во населба Пржино, на улица Караџица број 6. Младинскиот центар ни се вика Крикни. Отворен е за сите млади луѓе кои што сакаат да учат нови вештини, за полесно да се развиваат, за да си го подобрат нивниот личен развој. Ги повикувам сите млади кои што моментално не следат да ја отворат страницата наша krik.org.mk. Да, создадена е од млади за млади. Од млади за млади и работи со млади. Исто така, значи, слободно можат младите да дојдат во нашиот младински центар, да доколку сакаат слободното време да го поменат таму, да се запознаваат со други млади, да осознаваат нови начини на кои што можат да учат, да се образуваат, да се развиваат и така. Метју Франсуа, сте завршила географија, така, мастер Да. студии. Зошто се одлучивте да бидете дел од Сојузот на извидници на Македонија? Бидејќи за мене е многу важно да ги сручам бариерите помеѓу дискриминацијата и во Македонија можеме и требаме многу да работиме за овој сел и можеме да работиме со деца од КРИК, можеме да работиме со деца од, не знам, ромите и многу ме интересира овој топик и сакам да работам со овој топик. Кога ќе кажеме извидник, тоа значи еднакво на одговорност, барем за мене. На вистина е така? Да. Извидник е потешко од тоа. Да, навистина сакаме многу Да биде исполнителен, да биде одговорен, да ги извршува обврските на време, ето тоа еднакво на одговорност. Да. Вистина е и исто многу сакаме да одиме во природа, да се дружиме со сите, да уживаме цело време, да Цело време. Да правиме ајкови, да све. Понатаму ќе го продолжите и вашето образование тука во Македонија. Ми рековте дека не се заминувате во Франција. Да.
za 1 година ќе останам тука сигурно Добро. и после ќе видам со мојата девојка што ќе правам. А девојката е македонка? Да, Аха. Љубов е во праше. да. Тања Бушковска, понатаму ете ни кажавте дека сакате да бидете готвачка. Да. И плановите за извидник на Тања, кога ви рекоа дека ќе бидете дел од оваа програма, се израдувавте дека ќе се дружите, ќе бидете и вие на некој начин вклучени во сите тие активности на извидниците. Што правеше Тања? Беше радосна кад кажа Тања и ти си. Ти си избрана, Да. така? Да. Да се дружиш со сите тие дечиња. Да. На каков начин ги бирате? Па не постои некоја селекција, да речам, туку едноставно врз основа на тоа кои се нивните обврски во самото училиште, доколку се слободни, доколку професорите одлучат дека може да отсуствуваат од настава и слично, значи ние сме во соработка со професорите, со наставниците, со сите вработени во училиштето, имаме одлична соработка и заедно со нив правиме селекција на учениците врз основа на нивните сплет на обврски. Да. Ви посакувам да имате најпрвен денеска успешна конференција во библиотеката Свети Наум Охридски, Свети Климент Охридски во Скопје. Понатаму ете да успеете и истраете во сите тие ваши проекти од вашето здружение, од Сојузот на извидниците, да останете и понатаму Метју, дали е љубов, дали е Панагюр, не знам, вие си знаете. Нека биде интересно во секој случај. Тања, многу успех во готварската или готвачката кариера, понатаму да ги правиш најубавите јадења. И нешто да пробаме. Може? Да не вдикнеш на сарма? Може. Може, на постна сарма, да. Благодарност до сите тројца што бевте дел од отворената утренска програма на телевизија Нова. Благодараме на вас. Да. Ќе продолжиме ние со хитот на неделата, Тамара Тудевска и Смешно зар не. Веднаш потоа и најновите информации од земјава, а понатаму за понатаму треба да останете на телевизија Нова и да следите информација точно и навремено. Случајно и верувам, се има причина. Љубовта е толку непредвидлива, како и јас. А заедно можевме се. Веќе не сме истите, смешно зар не? Зошто е тешко да ти кажам дека не те сакам јас, а не е честно да те лажам и да не бидам искрена. Не ми е лесно, но ќе морам врата да ти затворам. Не ми е лесно, но ќе морам, за да не се надеваш. Смешно зар не? А пак плачеме. Не се гради свет за само еден ден, а само миг е доволен да се стопи светот од емоции, колку од снег. А заедно можевме се. Веќе не сме истите, смешно зар не? А пак плачеме.
zar ne? Tak plače me, tak plače me, tak plače me. Започнуваме втората тема. Втората тема ни е акни. Акни, што со нив? Како се создаваат, на каков начин да се справите со нив. И сега да не раскажувам се, затоа што докторска дизертација една направив за оваа тема, се шегувам. Подготвувајќи се на вистина, мислев дека е малку за акни, но има теми, да, од една на друга, да, на каков начин се создаваат, па понатаму како се справуваат луѓето и возраста воопшто не игра никаква улога, тоа сега ми е јасно. Добро утро и добре дојдовте повторно за Тихомир Цветковиќ, дерматовенеролог од Дермаплус. Добро утро, фала ви на поканата. Акни како се создаваат? Ајде да почнеме од него. Так, значи тоа е една исто сензитивна тема, космополитско заболување многу често, кое што во суштината е воспалителен процес кој го фаќа пилосепацелниот дел, односно ја фаќа жлездата што се наоѓа во самиот фоликул на влакнато. Тоа е, како што спомнав, често заболување од воспалителен карактер, кое што има мултифакторијална етиологија или може да настане ради повеќе работи. Најмногу во принцип се земаат андрогените хормони, значи нивната активност е таа што ги поттикнува, една од причините за поттикнување и создавање на акни, потоа може да влијаат инфекцијата со една бактерија наречена пропионобактериум акне. Зголемената продукција на себум и на кератин исто така може да влијат, значи во принцип на нешто има повеќе фактори кои што влијаат, меѓутоа исходот е тој. Акните се често заболување и мора да се третираат ефективно, правилно и да има трпение. Трпението е можеби многу битно, најбитно. Кога ќе кажеме акни, веднаш мислиме дека се создаваат единствено на тинеџерска возраст. Можеби најчесто се создаваат, но тоа не е показател дека во подоснежниот наш животен век не може да се појават акни. Така е. Зошто е тоа така? Сега ние мислиме немаме проблеми во тинеџерските денови, кога ќе се појават проблеми со акните? Така е, значи тие акни што настанува во тинеџерските години не е јасно зашто настануваат. Значи пубертетот доаѓа до израз, хормонската активност е таа што е, малце е бурна, телото првпат се среќава со тој и кај одредени луѓе со одредена генетска предиспозиција настануваат акни. Во подоцнешните години поретки се, меѓутоа сепак се јавуваат. Повторно е ради хормонска активност, потпомогната нели и од генетска предиспозиција, потикната значи и од лајфстайл, од тип на живот кој што нели се карактеризира со малце по јака храна, ајде така да кажеме. И зна да се јават и подоцна. Тоа не треба да ги чуди луѓето, да ги чуди гледачите, значи тоа е честа појава. Меѓутоа се разликуваат. Разликата е во поставеноста, разликата е во интензитетот и начинот на кој што се решава. Не соодветствуваат секој што тие што се, значи, што ги среќаваме ние тинеџерски акни. Најпрвен се гените во прашање, така? Предиспозиција. За се е предиспозиција, науката е мрдната напред и позади се мора да ставиме генетска, значи, мапа. Да. Им благодарам на моите гени, што навистина немав проблеми од ваков тип, соочувајќи се со акни во тинеџерските денови. Но имаше многу од моите соученици што има навистина голем проблем, дури не доаѓаа ни на училиште, депримирани. Така. Што ми се случува, не изгледам на човек, дури до тој степен што навистина избегнуваат да бидат во околината. И оние кратери, после за тоа сакам да позборуваме малку, дали има некаков лек за нив, нели после за здравувањето на акните, оној дел како кратер што останува како белези на лицето. Единствената можеби позитивна работа е тоа што болеста се третира релативно едноставно. Значи има точно ординиран тек на терапија која што се пие, како се пие, кога се пие и преку нели помош и менаџмент од самите пациенти на нивните животни навики може да дојде до целосна ремисија на болеста. Апропо тоа нема
појава на ниеден кратер. Што е проблемот со кратерите, условно кажано, или лузните од акните? Да. Тоа е нели манипулацијата, несоодветната манипулација или она кажано на народски стискање. Тоа е за жал прв и единствен проблем што се јавува при настанување на тие лузни и за жал ако веќе дојде до нив тие многу потешко се лекуваат од самите акни. Така да апелирам до сите што имаат актуелен проблем таков. Мислат дека знаат на каков начин и прават уште поголем проблем. Дефинитивно. Тоа е underlying моментот кој што мора да се среди и апелирам до сите да не се манипулира, да не се фаќаат со раце, само ќе направат поголем проблем него што веќе имаат. Споменавте терапија. Каква терапија е тоа што треба тинеџерите веројатно што имаат поголеми проблеми, веројатно Да, манифестацијата е многу разликата сериозна. помеѓу ние што ги спомнавме кај возрастните и кај оние помладите, што кај тие помладите ретко кога даваме и потпорна хормон терапија, бидејќи кај постарите ради тоа се јавува. Значи некои потикнат акутен или субакутен дисбаланс на хормони кој што веднаш резултира со појава на акни. Значи во принцип нивото на тестостеронот е тој што диктира како ќе се јават и колку ќе се јават акните. Како кај машки, така и кај женски, во тинеџерските години тестостеронот е еден од главните причинители, меѓутоа тука не даваме ништо, бидејќи тоа е нормален тек од развитокот на организмот, туку тука делуваме директно врз самите акни. Како делуваме? Делуваме со локални ретиноиди, тоа се креми кои што се мачкаат по лицето, кои што условно кажано го топат себумот, ги топат тие наслаги кои што го запушуваат пилосебацалната единица или отворот фоликулот на влакното и со тоа ослободува значи нормален проток на себум и на остали материи, што ќе придонесе за намалување на воспаление, ќе помогне значи да си се реставрира самата функција на таа единица и со тоа да ги намали акните. Освен тоа антибиотиците се неизоставен дел, значи без антибиотици не можеме, што локално, што перос или нели орална употреба. Постојат многу препарати лосиони кои што така имаат одличен ефект врз самата ситуација со акните или воспалението. Мораме да го спомнеме бензил пероксидот како исто една незаменлива алатка во рацете на дерматологот кој што може да ја препише нели за пациенти кои имаат проблеми со акне. Меѓутоа сите овие заедно не идат често во комбинација. Туку станува збор за персонализирана терапија која што кај секој е различна. Секој е различен. Нели, како што има различен интензитет на акне, така ќе има различен интензитет, а и тек на терапијата. Секој има различна кожа. Да, дефинитивно. Ги повикувам и гледачите на телевизија Нова да се вклучат во оваа тема, доколку имате некаков дерматолошки проблем, тука за совет е дерматовенерологот од Дерма Плюс Тихомир Цвитковиќ. Понатаму за возрастните, на каков начин ете тие да се справат со акните? Рековме хормонски дисбаланс е првата причина. Да. Како да се справат? Значи обично да тие не акни излегуваат од дома? Па, не до толку, не сме до толку драстични. Да не идат на работа. Има акни, не одам на работа. Не, до тој степен нема потреба, не е толку сериозна работата, меѓутоа во подоснешните години значи од животот или кога сме веќе така да го кажам, акните се секундарен резултат, значи се појават како резултат на нешто. Основна задача на лекарот, на дерматологот, диагностичарот кој да е да се идентификува тој проблем, затоа што преку решавање на тој проблем акните после лесно ги средуваме, може и сами да се повлечат, доколку се некои лесни или средни по интензитет. Така да тука секогаш се делува врз причинителот кој што ги предизвикал самите акни, а не само на акните. Хормоните се во голем случај, само нив ќе ги спомнам како релевантни. Особено, значи, женскиот пол е тука засегнат, затоа што било каков дисбаланс... Хормони, колку сакаш. Да. Секој тој дисбаланс кој што може да предизвика рипање на андрогените хормони, значи нивното ниво да се покачи, може да резултира со акни. И тоа карактеристично да се јават по линијата, значи, на долната вилица, значи, овој предел. Зошто таму? Па, тука е ради тие единици пилосебацелни кои што се така тука распоредени, се интензивираат и на тој начин доаѓа до нивно зголемување, односно до нивна хиперсекреција и хиперпродукција, што резултира со појава значи на акни и секундарно може да се јават и појава на влакна, значи на зголемена влакнатост. Тоа дефинитивно вака ни сугерира дека е нешто што не е од дерматолошка само природа, туку можеби од гинеколошка и индицираме појава, проверка на овариуми, ехо и така натаму.
Знам многу од тинеџерите што ставаат пудра. Да, тоа е маска. Мислат, да, Меѓутоа, со маска дека ќе најпрвен ќе замаскираат тоа што е како проблем, но понатаму си прават уште да, поголеми да. компликации со таа пудра, но не само пудра од декоративна козметика, туку и пудра, оние знаете, бебешки пудри, па нели ќе ја исушам и се ќе биде во. Тоа може би никогаш работело. Меѓутоа, тоа денес во 21 век не го препорачуваме многу. Искрено, значи си има многу ефективни тераписки модалитети во вид на креми и лосиони кои што ќе имаат сличната функција, ќе успеат да маскираат. Кои креми? Јас упорно зборам. Ете за тинеџерската публика, за повозрасната публика, кои значи, креми локалните ги ретиноиди се едни од кремите што ги спомнавме. Други креми кои што може да ги јадат од, значи, од повеќето од компанија, да не ги именувам сега нормално, нели, нормални причини. Во својот состав имаат комбинација од сите овие претходно наброени тераписки модалитети или лекови, кои што се стават точно на самата акна, доколку е спорадично, доколку е изолирана на неколку места, или ако е пак дифузно распоредена, значи се мачка по целото лице. Што дозволува? Овие креми дозволуваат воедно и да се стави нормална шминка, а и да делува директно на воспалението, за да нема потреба што да се крие. Пошто воспалението е она што најгрдо флушност изгледа кај тие луѓе, нели, воспалени, цистични, големи. Тоа го средува и на тој начин, нели, ја олеснува целата психолошка ситуација кај тие пациенти. Тие препарати може да ги најдат во сите аптеки, да ги видат, да ги прочитат на интернет, многу се чести, достапни се за секого би рекол. Нели, има цени од до, меѓутоа у суштината на нештата, целта на таквите креми е јасна, значи за ерадикација на самиот проблем. Има ли некаква типизација на акните и постојат ли акни што не се лекуваат за цел живот? Тешко, тоа не. И постојано пациентот доаѓа кај вас со истиот проблем? Тоа за може, чистење на лицето и тоа може да настане само како резултат на лоша комуникација помеѓу доктор и пациент. Сами по себе по природа, ако се третираат кој што треба, ако се води грижа, како нели некој што има акни, тогаш тоа е работа која што проаѓа и завршува цел живот. Друго сценарио каде што може да се јави и да трае долго време ако не се санирано гинеколошки проблем, што го рековме, потенцијален гинеколошки проблем кој што цело време нели ќе прави еден дисбаланс и тој дисбаланс ќе влијае врз нашата кожа и така натаму. Во спротивно не, се лекува сега и крај. Така да во принцип тоа е тоа. така да чао акни. Да. Типизација има? Типизација, да, така. Типизацијата, значи, на акните иде во однос на интензитетот. Значи, се класифицираат врз основа на интензитет и врз основа на позиција. Они обичните ситните акни се тие лесната форма на акни, која што е многу честа и лесно се препознава. Нешто посилна е средната форма или mild акне, како што ја класифицираат, и потоа доаѓаат тешките форми. Тоа се конглобатните акни, тоа се цистичните, нодулоцистичните акни, акне триасот, како и акне инверсата. Значи тоа се едни различни типови на акни кои што, како што реков, се разликуваат по интензитет, се разликуваат по структура, а и воедно кај нив нели се разликува и самата терапија. Не можеме да кажеме дека со ист интензитет ќе лекуваме лесни акни и некои конглобатни акни кои што се цели групации на цисти исполнети со воспалителен материјал кој што бара посебна грижа, можеби и дренажа, можеби интралезиона да се боцкат кортикопрепарати и така натаму. Тоа, значи, тоа е таа типизација која што еден дерматолог треба да ја нели препозна и апропо тоа да действува соодветно. Колку тука има улога из храната? Кога бевме мали ни рекоа мајонез никако, ако не сакаш да имаш акни. Да, тоа мајонезот и мене ми е познато дека нели се кажува вака, се пазиме од тие работи, значи што чоколадо? Никако. Ето така, тоа ќе го кажам, зашто што имаат заедничко мајонезот и чоколадото, тоа што е нездрава храна. Значи хранливи вредности нула, високи се на масти, високи се на шеќери и на тие работи. Значи интензивна храна, значи храна која што е јака, која што е доста индустријски обработена во себе, која што содржи нездрави количини на масти и на шеќери, може да придонесат кон влошување на целата таа ситуација, значи со акните, да го потпомагне воспалението и на тој начин нели да направи уште поголем проблем. Како причинител сам по себе не е доволен за да нели ја влоши целата ситуација.
Речем, ако еден пациент умерено конзумира од овие производи, меѓутоа се останато пази, не можеме да кривиме, нели, дека нешто со храната се случува. Значи или терапијата не е соодветна, или треба време за да се повлече, за да се видат првите резултати. Предизвикуваат непријатности, тоа е веќе посебно на над 40 годишна возрастна жена и се појавуваат акни, таа е веќе мајка на 1-2 деца и има ваков проблем. Доаѓаат пациентки? Сме имале во пракса, сме имале неколку. За среќа можам да кажам дека тоа не е честа појава, значи тоа се некои спорадични случаи, кај кои што има друг посериозен проблем. Меѓутоа, она што го спомнавме сега и нешто го начнавме претходно, тоа е психолошката компонента. Значи, на таа иста така мора да се внимава. Современата медицина нуди одговори за тоа и многу често, не само кај нас, туку и во странство, освен дерматолог за овакви болести, како што и беше и за атопискиот дерматит, така и за акнет и за некои други болести, се препорачува и психолог во најмала рака за да ја олесни таа транзиција, за да помогне при соочување на проблемот, за да нема потешки лузни од кратерите. Како можете да препознаат дали станува збор за некаква и алергиска реакција, да не избрзуваат веднаш со некакви креми, дека можеби сето тоа минлива работа? За било што кој имаме проблем, јас сум поборник за тоа да се консултира лекар, затоа постои матичен лекар, семен лекар кој што тие работи едноставни може да ги разликува едно од друго и да действува соодветно, меѓутоа ако е некој повисок проблем да прати во случајов на дерматолог. Разликата е во самиот изглед на лезиите на кожата. Значи акни се доста едноставно препознавање, а алергијата може да биде локална, контактна, на места каде што имаме допир со алерген, или може да биде целосно, значи по цело тело, генерализирана. Разлика е во осипот, значи алергијата е на црвена основа со ситни као брунчиња, така делува. Баш осип, кога ќе кажеме, мислиме на алергиски осип многу често. Да, но има алергија кога имате пликови, различни типови. Да, меѓутоа тоа се разликува од акните. Акните немаат значи промашување. Прво локализацијата на акните тешко кога е слична со таа на алергијата. Алергијата кога веќе имаме пликови, ќе имаме и оток, при акни немаме оток, така да и многу акутно настануваат алергиите за разлика од акните. Значи акните им треба, тоа е процес кој што е кумулативен по природа, значи му треба време за да дојде до финална клиничка слика. Алергијата може да настане за неколку часа. А може би и подолго. Може и подолго, апсолутно. Да. Кога станува збор за акните, кажавме дека најчесто е хормонски дисбаланс, кажавме на каков начин треба да се заштитат односно што не треба да консумираат од храна или онаа тешка храна што ја кажавте. На каков друг начин треба да обрнем внимание за да не се појават акни понатаму? Јас би рекол... Зборувам за подоснежната, односно повозрастната генерација. Па видете, вака, повозрастната генерација, како што спомнавме, има друг проблем. Не е проблем акните, меѓутоа кога веќе ги имаат и кога веќе примарната состојба ќе се реши, акните се третираат многу исто и слично, се води хигиена, значи се повторно има креми и лосиони кои што се достапни на сите, кои што се праени за тоа, значи да прати на лесна ексфолијација, да ги отворат самите пори за да се истече себумот, за да има нормална циркулација на себум. Друго, нормално да ги избегнуваат тие храни. Едноставно хигиената е таа која што доминира одмah после, лошата исхрана, која што тука треба да се припази на тоа. Нема некоја поврзана со сонце, многу пати тоа не прашале, дали има некаква поврзана со сонце. Не може да се стави јасна линија тука, некогаш знае да има реакција, некогаш не, некогаш да биде подобро, полошо не. Прават да се создаваат акните. Во принцип, освен тој хормонски дисбаланс, кои се останатите фактори. Еве вака ќе генерализираме сите состојби кои што може да предизвикаат зголемена масност на кожата. Значи, дали ќе биде тоа, ајде условно кажано, намалена хигиена, ќе речам како таква, лошата исхрана, некои од елементите надворешни може да придонесат од тоа и секако тука е самото тело, склоност на самото тело да создава нешто повторно цело време се навраќам генетската преиспозиција. Едноставно доволно е да се поведе внимание на исхрана и да се поведе внимание на персонализирана хигиена. Тоа е тоа во суштината на нешто. Што полесно се третира, црнките или акните?
во принцип тоа се едни исти нешта, меѓутоа кои што зазеле Но различен тек. Црнките се кератин, кои што се како чеп, а акните се веќе нешто друго, значи со воспаление со се. Дефинитивно црнките се третираат полесно, затоа што нив не ги прати или ретко кога ги прати воспаление. Воспалението е проблемот кај акните кој што нели се третира. Примарно се третира тоа дали било од пропионобактериум акне, причинителот како инфекција, дали било од запушеност, што и да е, се делува директно врз воспалението, за да од тука понатаму се смири се останато. А комедоните, односно црнките, се тие што многу полесно искачаат и полесно се третираат. Не бараат толку драстична терапија. Да, на каков начин да ги советуваме гледачите на телевизија Нова, во кој период од денот треба да користат препарат во однос на креми, не знам, лекови, воопшто како дерматолошки Како момент, превенција правиме мојот како превенција, да не се појавуваат акните. Така, јас би рекол тоа? саба или навечер, значи кога ќе станеме пред да легнеме. Зошто? Бидејќи во текот на денот има логика, нели на работа сме нон-стоп сме во движење, после еден или вежбање или кафе ќе искочиме или што и да е, значи нон-стоп сме надвор и нема некако цел тоа да се прави во текот на денот. Тука се прави од сабајле, или за да се олесни од спиењето, од топлината, од влагата во собата. И на крајот од денот, кога си легнуваме, кога нели веќе све сме прошли, само го тргаме тој надворешен орожен слој кој што само ќе дозволи кожата слободно да дише во текот на ноќта и нели следното забеле. Да. Би сакала некоја тема да отвориме понатаму, нели, во одличната соработка што до сега ја имаме, вие и ние, за бемките. Слободно, тоа е исто многу често поставувано прашање и би сакал некои работи да расчистам врска со тоа, да им е јасно на гледачите и да знаат што е што од прилика. Тихомир Светковиќ или дерматовенерологот од Дерма Плюс ни беше повторно гостин во отворената утринска програма на телевизија Нова. Правевме муабет на тема акни, што со нив, како да се справите, како настануваат и како да си помогнете сами на себе, но сепак консултирате и дерматолог. Продолжуваме ние со информација точна и навремена. До 10 сме заедно со вас. Случајно и верувам, се има причина. Љубовта е толку непредвидлива, како јас. А заедно можевме се. Веќе не сме истите, смешно зар не? Зошто е тешко да ти кажам дека не те сакам јас, а не честно да те лажам и да не бидам искрена. Не ми е лесно, но ќе морам врата да ти затворам. Не ми е лесно, но ќе морам, за да не се надеваш. Смешно зар не? А пак плаче ме. Не се гради свет за само еден ден, а само миг е доволен да се стопи светот од емоции, колку од снег. А заедно можевме се. Веќе не сме истите, смешно зар не? А пак плачеме.
Авилам, добро утро и добре дојдовте за Владо Србиновски, председател на Балканија или Асоциација за алтернативен туризам. Да, ќе позборуваме малку подоцна за тоа што се значи алтернативен туризам во Македонија или активен, како што ми кажавте, туризам, нешто ново, барем за мене, што тоа значи активен туризам, но најпрвен за поводот за вашето гостување, тркализната маса што ќе се случува на 14 декември во јавна соба, почетокот е во 12:30. Освен Балканија и Балканскиот форум, со задоволство ете не покануваат сите нас што би сакале да бидеме вклучени, да се стимулираме на некој начин во дискусијата во однос на туризмот во Македонија. Имате истражување, имате излагање. Кои се ќе бидете вклучени, што ќе ви биде темата? Значи, Балканија направи одредено истражување со цел да прикаже на тркалезната маса одредени информации, податоци кои што се однесуваат на 8 земји од просторот на Западен Балкан за унапредување на соработката во областа на регионалната соработка во областа на туризмот. Значи, пристапот наш и на нашиот партнер Балкански форум е интегрирано делување за промоција на регионот како туристичка дестинација, знаејќи ги потенцијалите, можностите и неискористените потенцијали на целиот регион и можностите што регионално ги нуди регионот за појавување на големите светски туристички пазари. Кои се 8 земји се вклучени? Тога се вклучени Бугарија не, Грција, Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора, сам дека кажав. Тие 8 земји се опфатени во ова истражување со кое што сакаме да се осврнавме на состојбите во сите тие земји наназад 6 години, каков е учеството на туризмот во бруто домашната добивка на секоја земја поединечно, колкав број на туристи има, како раст на туристи во тој период од 6 години наназад, за да можеме да направиме анализа, да можеме да направиме во кој правец се движи туризмот и како регионално би делувале во иднина во однос на развој и регионален пристап на регионот. Исто така истражувањето ни покажа со кои предизвици ќе се соочиме доколку регионално пристапиме во афирмација на регионот, кои се потенцијалите на целиот регион, на секоја земја поединечно, кои се можностите за искористување интегрирано фондовите кои што се нудат за развој на регионот и секако одредени препораки кои што би помогнале за да заедничко делуваме во афирмација на регионот како дестинација. Секако дека поголем успех би имале доколку настапиме интегрирано да ги афирмираме регионот како дестинација, отколку секоја земја поединечно, ако сакаме да ги привлечеме туристите од далечните пазари, како што се САД, Канада, Австралија, Јапан и натаму. Во однос на ова ги кажавте 8 земји кои ќе бидат вклучени. Македонија, на кое место е? Македонија заедно со... Користиме ли сите капацитети што ги имаме? Македонија има извонредни потенцијали заедно како и другите земји. Ете, во однос на овие 8 земји што ќе бидат вклучени, Македонија на кое рамниште? Ако земеме да правиме споредба меѓу состојбите во одредени земји, можеме да ги издвоиме одреден дел од земјите како што се Хрватска, која пропуштив да ја спомнам, и Грција, кои што се високо развиени во областа на туризмот, за разлика од другиве земји кои се во другава категорија, кои што се во фаза на развој, како и Македонија. Овие податоци кои вие ги најавивте се радуваат и всушност е еден континуитет од неколку години кој што континуирано состојбите во туризмот растат и бројот на туристи во Македонија се зголемува. Тоа е благодарение на одредени мерки, одреден пристап во туризмот и секако многу значајно е отворањето на многу авионски летови кои што направија Македонија да биде достапна за да можеме да имаме туристи од целиот свет. Се надеваме дека тој туристички тренд ќе продолжи и убедени сме дека ќе продолжи, меѓутоа секако треба многу повеќе да се работи отколку досега за да се подобрат нивото на услугите, нивото на стандардите кои што се нудат во нашава земја и секако да се зголемат содржините. Меѓутоа сметаме, затоа нашиот пристап и се содржи во нашата
делување и целите на асоциацијата и на нашиот партнер Балкански форум за интегрирано настапување и заеднички афирмирање на регионот, кој што со потенцијалите и измешаните култури и потенцијалите туристички атракции што секоја земја на Балканот ги има, може да заземе многу високо место на туристичкиот пазар на светско ниво во иднина. Според вас, туристичка атракција во Македонија постои ли? Секако дека постои, меѓутоа не се доволно афирмирани. Прва, која ви ти? Еве прва што може да биде извонредна атракција, недоволно информирана е мегалитската обсерваторија Кокино, која што има извонредна археолошка вредност и цивилизацијска вредност, која покажува дека пред 4000 години имало напредна цивилизација која што користела методи да го следи сонцето како би одредила календар на делување во тоа време, не е воопшто, него не е доволно информирана и не е доволно уредена за да биде туристичка атракција, споредувајќи ги со другите слични атракции на светско ниво, како Стоунхендж, кој што има извонреден број на туристи, заради тоа што е афирмирана и промовирана. Ние треба да поработиме на тоа за да ја ставиме во таа мапа на туристички атракции, а по значење на светско ниво е на 4-то место. Значи, нашиот пристап е многу битен, како ќе ги афирмираме или како ќе успееме од тие атракции или од тие вредности, или Охрид како Охрид. Иако има доволен број на туристи, меѓутоа тие се воглавном од околината и во последно време од скандинавските земји. Охрид многу повеќе заслужува, меѓутоа исто така бара поинаков пристап и многу позначено ќе биде одржливо развивање на Охрид. Се соочуваме со ситуација каде што не внимавајќи што треба да развиваме, почнуваме да делуваме на одржливиот развој на градот, кое што за жал во иднина ќе влијае на атрактивноста на самиот Што град. мислите според вас, што не недостасува во однос на презентацијата на Кокино, например? Тоа кажавте дека е наша туристичка атракција. Што треба да не отсликува? Што не недостасува? Пред се треба да се уреди пристапот и околината на Кокино, заштита на мегалитската обсерваторија и достапност до локацијата. Потоа афирмирање на во тој однос се однесува на пристапност на инфраструктурата, на патот и на објекти кои што би биле во близината од туристички аспект, во близината на локалитетот. Потоа афирмација на Кокино на големите саеми, на промоции, меѓутоа не можеме сега да интензивно да го промовираме доколку немаме квалитетна понуда, тоест квалитетна содржина која што би ги привлекла туристите. Значи, едното со другото одат паралелно, треба да работиме и на подобрување на понудата, квалитетот на понудата и афирмација на локалитетот. Освен тие брошури, не знам, во однос на истражувачката ваша дејност, во хотелите, во мотелите, во хостелите во Македонија би требало да има некаков таков туристички водич? Секако дека има такви материјали, има туристички водичи, има и такви. Да, но веројатно не се доволни. Не се доволно секако, меѓутоа ако зборуваме во однос на афирмирањето или привлекувањето на туристи, веќе трендовите се менуваат. Веќе глобализацијата ги менува состојбите и значењето на технологијата е многу поголемо и многу подостапно до секој турист и до секој понудувач на преку современата технологија. Значи, улогата на тие пишани материјали се помалку имаат претходната улога што има, се повеќе значење има следењето на современата технологија и приклучување на современите маркетиншки трендови, преку кои многу полесно и поевтино можеме да афирмираме дестинацијата, меѓутоа наше да ја следиме и да се вклучиме во тие процеси. Може би некоја дигитална форма ни фали на тие. Апсолутно, платформите, сајтовите, промотивните програми кои што регионално би можеле да ги нудиме, би направиле Македонија да е многу атрактивна земја. Веќе улогата на тие пишани материјали се намалува и затоа треба да ги следиме и да сме во тек со збиднувањата и поагресивно да се појавуваме на
светскиот туристички Според пазар. ова, не ги користиме доволно нашите капацитети за промовирање на Апсолутно, сопствената држава. потенцијалите и можностите што ги има Македонија, и атракциите и културните цивилизацијски вредности не се воопшто искористени, можеме да кажеме занемарувачки се искористени за афирмација на туризмот. А туризмот е значајна индустријска гранка која во себе вклучува 17 други сегменти, директно и посредно, и директно влијае во локалните, па и во централната економија на државата. Меѓутоа, сметам дека клучните чинители или структури во државата или во политиката недоволно му даваат значење на туризмот или не посветуваат доволно внимание колку што би требало да му посветат. Бидејќи тоа е една можност да регионално да ги развиваме малите места во државата, кои што пак ни се во опасност од миграцијата, која што постојано ни се случува, пред се миграција село-град и миграција надвор од државата, а со регионално развивање на малите места преку во руралните средини, преку алтернативните форми за туризам, за која што рековме дека ќе спомнеме, ќе можеме да влијаеме директно на тој проблем во државата и директно да влијаеме во економските придобивки, пред се на малите локации, општини и на ниво на државата. Убаво го споменавте веќе малите места, селото и алтернативниот туризам. Сепак сте од Асоцијација на алтернативен туризам, на кој што се и председател. Така. Како вие се вклучувате во ова? Нашиот континуитет на работење, постоиме од 2009 година, е преку реализација, ние сме непрофитна организација, преку реализација на проекти насочени за афирмирање на туризмот преку алтернативните форми. Кога велиме алтернативни, сметаме дека во нив спаѓаат оние форми на туризам кои што се опозит на традиционалниот конвенционален туризам, што во главном опфаќа море, плажа, песок, сонце, кој што е веќе во одредено ниво развиен. Море немаме. Меѓутоа имаме други предуслови кои што многу лесно можеме да ги адаптираме и да ги ставиме во функција на туризмот. Тоа се селскиот туризам, пред се незагадената животна средина ни дава можност да развиваме и да бидеме и цела држава да биде екотуристичка дестинација, што е тренд во светот. Потоа агротуризмот исто така е тренд во светот кој што за нас е компатибилен и можеме да развиваме мали семејни бизниси со мали сместувачки капацитети во селата, со понуда на здрава незагадена храна на туристите, значи животната средина. Потоа изобилие, нашата земја има над 70% е планинска земја, каде што многу може да се развиваат тие алтернативни форми за кои што збориме, како што е велосипедскиот, планински велосипедски туризам, потоа хајкингот или планинарењето и пешачењето во природа, параглайдингот кој што веќе констатираме дека е развен, имаме извонредни предуслови во Маврово, Крушево, Трескавец, Галичица. Потоа имаме извонредни услови за нуркање, како што е пештерата Врело. Значи имаме многу природни атракции кои што може да не ги заборавиме планините, како што е планината Шара, потоа националните паркови Пелистер, Маврово. И тука би сакал да истакнам дека потребата од прогласување на Шар планина за национален парк е известна и се надевам дека во скоро време ќе се случи, што би значило уште еден додатен голем потенцијал за развој на туризмот во Македонија. Поточно Македонското еколошко друштво во подолг период инициира иницијативи со пријателите на Шара за прогласување на Шар планина за национален парк, бидејќи од другата страна на Шар планина, од косовската страна, веќе има таа зона е прогласена за национален парк, од албанската страна Кораб е исто така, кој што граничи со Шара, е прогласен за национален парк, доколку ние успееме и Шар планина да ја прогласиме заедно со Маврово и Пелистер, би имале една најголема заштитена зона во Европа, која што би значила многу голем потенцијал за развој на тие алтернативни форми туризам. Селскиот туризам рековме дека е многу значен, бидејќи многу лесно може да се прилагодат потенцијалите и автентичноста што ги има селото. Потоа здравата и традиционална храна која што е атракција за секој турист. Нема турист што дошол во Македонија а да не е задоволен од храната која што вкусил, која што пак е некаква надокнада на неговите
очекувања таму каде што патува секој турист на крајот на патувањето или истражувањето. Храната е зашен сегмент, македонската кујна, македонската традиционална храна и е многу избалансирана кујна која што е достапна за секој. Секој турист е презадоволен и да не забораваме дека имаме изворена карактеристика, тоа е гостолюбивоста на нашиот народ, која што можда ние не ја вреднуваме доволно, но странските туристи се презадоволни од нашиот пристап или нашата гостолюбивост кон нив. Ајде малку да се вратиме на тоа што го споменавте, миграцијата од село во град. Како да ги искористиме жителите, односно луѓето, да не се селат во град, да си останат во село? Како самите на себе да се видиме туристи во сопственото место? Ќе ми одговорите, само да го слушнаме гледачот, секојаш имаат предност. Да. Добро утро, кому? Добро утро. Да се слушнаме само во студио, ако може. Добро утро. Добро утро, повелете, кој ни се јавува? Поздрав до емисијата од Преспанскиот регион се јавуваме. Од Преспанскиот регион се јавуваат. Добро. За жал имаме многу убави флора и фауна во Преспанскиот дел, Љубојно, Брајчино, под Пелистерскиот дел. За жал... Тоа не е за жал, тоа е за среќа што имаме такви богатства. Ништо не се презема од туристичките работници. Тоа е веќе за жал. Да. Охрид, Берово, Маврово, друго навака овој дел никако не е. Толку имам ја и поздрав. Ви благодарам за вашето јавување и бидете понатаму на фреквенцијата на телевизија Нова. Се согласувате со Љубојно и Брајчино се пример како треба да се развија тој селски туризам. Со еден проект од швајцарска помош се уреден и одреден број на куќи во Љубојно и Брајчино. Да, знаете како еве јас како граѓани на оваа држава, се е некако тоа сезонски. И се е некаков проект и ќе затиши, ќе замре и толку. Некакви годишни програми веројатно немаме и не си ги користиме доволно капацитетите за тоа да биде постојана мерка. Имено нашата интенција е да не развиваме сезонски туризам. Кај нас точно така се случува сезонски туризам во местата кои што се покрај езерата, како и во зимскиот период на планините каде што се скијачки центри. Целта на алтернативните форми да создадат производи, продукти и одредено ниво на стандарди и понуда, кој што би се користила и вон сезоните. Пример, Попова шапка е многу извонредна планина, која што може во текот на целата година да се ползува за шетање. Да, меѓутоа таму треба да има одредени предуслови, поточно пред се најосновно е инфраструктурата. Збориме за цела територија на Македонија. Ако сакаме да развиваме одредени капацитети во селските региони, ние мораме да имаме базична или тешка инфраструктура што опфаќа патишта, канализации, водоводи, струја, сите тие работи кои што се во голем број на селата проблем во нашата земја. Да слушнаме уште некој кој ни се јавува, да. Добро утро, кому? Ало, добро утро. Добро ви утро, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до студиото и до гостинот. Благодарам. Да. Се јавуваме во врска со темата. Јас слушнав дека со швајцарски проект се направени неколку куќи во Љубојно и во Брајчино. Во Љубојно воопшто не е направено ништо, значи во Брајчино да. Во Љубојно немаше таков проект. Ние сме повратници од Скопје и ние го развиваме селскиот туризам. Јас се имам сретната со гостинот во Куманово и го имам покането да дојде кај нас. Значи, јас стварно знам дека инфраструктурата не ни е баш во ред. Мислам, патиштата ни се направени, добра е. Патиштата, канализацијата нешто е во застој, али затоа што? Затоа пак имаме многу убава природа, имаме многу убави знаменитости кои може да се посетат. Значи, имаме и од цркви, од манастири, од сите тие работи. Имаме планина, сакаат гостите да шетаат по планини и сакаат по езеро. Значи, на езеро. През цела година да имаме гости, само мислам дека само како? Државата воопшто не е заинтересирана за овие селски села, селски туризам кој се во рурално подрачје. Да.
Ви благодарам за вашето јавување и за вашето излагање и сега ќе слушнеме од гостинот дали се согласува и со ова. Да, поздрав до Љубојно. Токму така се согласувам со гледачката, бидејќи сметам дека предусловите за развој, за локален развој и одржлив развој у малите места ги прави секако централната власт и системот. И ако ги создадеме предусловите, ако направиме одредени погодности за развивање на ваквите мали места, секако дека тие ќе се развиваат. Ќе станат големи. Ќе станат поразвиени. Тука можам да забележам дека треба да се дадат одредени погодности, како например наша интенција и сугестија до централната власт е создавање на гарантен фонд кој што ќе возможи на малите субјекти или индивидуални иницијативи да може да земат ефтини кредити, велиме кредити со ниска камата или со одреден грејс период за да можат или без камата за да може да ги преуредат своите куќи или своите капацитети во одредена идеја за развој на туризмот. Доколку сега тоа пробава да го направат, иако има иницијативи, банките бараат големи хипотеки и во старт ја невозможуваат било која иницијатива. Значи, еден од можностите е создавање на гарантен фонд кој што не бара финансиски средства, него одредени системски гаранции дека учесниците со вложените средства што ќе ги земат од кредитите во својот објект, тој ќе биде гаранција за банките. Тоа би била една од мерките, подобрување на легислативата секако за категоризирање или за создавање на услови за такви мали места да не се изедначат со големите развиени центри. Исто така сугерираме одредени погодности, дали ослободување од давачки одреден период, значи стимулативни мерки, кои што секако дека има одредени стимулативни мерки во самовработување преку Агенцијата за вработување, меѓутоа тоа не е доволно за да ги покренат малите места за да се развиваат. Рековме покрај таа тешка инфраструктура потребно и друг тип на поврзување на малите потенцијали кои што веќе се нудат. Тоа е меката инфраструктура, по-конкретно поврзување во мрежи за заеднички настап на пазарот и заедничка афирмација, заедничко маркетиншко представување. Да, не ми докажавте за тоа прашање како да ги вратиме на село. Ето, слушнавме и од гледачката дека таа од Скопје мигрирала на село и е во активност да го развие селскиот туризам, што е за поздрав. Како тие луѓе да не мигрираат, односно селото да биде навистина место за живење и за гордење, затоа што единствени се. Секое село си единствено само за себе. Рековме дека предусловите треба да ги направи пред се централната власт, потоа локалните власти, за да им овозможат на малите чинители да се вклучат во овие процеси, а една од формите или рецептите за такво побрзо развивање се малите семејни бизниси во руралните средини. Тие се гаранција за успех, кои што директно ги вклучуваат возрастните лица, кои што сега се, можеме да кажеме, маргинализирани во малите места, заедно со одреден млад човек кој што ги има предиспозитите и знаењето на современ менаџер, тие може да менаџираат мали семејни бизниси како куќа со неколку соби или неколку куќи заедно интегрирано да се промовираат или да се менаџираат од едно место кое што понатаму ќе побара и вклучување и другиот дел од населението како храната што ќе се нуди микрофарма или микрофирма да се направи за одржување на тие куќи. Тоа е еден модел кој што веќе се применува на запад, наречен дифузни хотели, наместо да се гради голем хотел како објект, како зграда, старите куќи се адаптираат автентично така како што се и од едно место се менаџираат. На тој начин се дава и поголема атракција на понудата и за луѓето кои што доаѓаат во такви рурални средини, бидејќи современото живење се повеќе налага на луѓето да бегаат од динамичниот стреснен начин на живење кон природата и кон условите што ги нуди здравата животна средина, мирот, спокојот и здравата храна, и тоа е предуслов и шанса ние така да ги развиваме малите средини, а на тој начин вклучувајќи ги возрастните лица и младите луѓе кои што на свој имот би заработувале многу повеќе отколку да работат во некаква јавна администрација, би се вклучиле, бидејќи нашата земја не е многу голема, значи достапен е и градот и селата би биле достапни за нив, доколку велам инфраструктурата се подобри и условите за развивање на тие мали средини. На тој начин директно ќе влијаеме на промената на таа миграција
миграција, намалување на миграцијата и директно ќе влијаеме на подобрување на животниот стандард на луѓето во малите места. Искрено се надевам дека сето ова што го кажувате ќе допре до некого и ќе имате навистина добра соработка со сите асоциации, да. И како ги кажавте, какви хотели? Дифузни хотели. Тоа значи неколку куќи, минимум неколку куќи, може и повеќе, да се менаџираат од едно место. Јас искрено се надам дека тоа ќе биде, а не да гледаме примери за жал. Во некои села сме сведоци дека само еден човек во цело село го одржува цело село, или пак 1 до 2, тоа се некои повозрасни лица што решиле својот животен век тука да го живеат. Нели, неубава гледка, неубава слика и воопшто не отсликува на убав начин. Секако, во таа насока одат и трендовите на светско ниво. Рековме дека стресниот начин на живење, брзиот, динамичен, кој што се понатаму... Да, јас едве чекам на село, да ви кажам, да се преселам. Таа тензија ќе се зголемува со современата технологија, со раст на технологијата и потребата од луѓето ќе биде се поголема кон враќање кон здравата животна средина. За среќа ние имаме, меѓутоа треба да поработиме, да ја адаптираме и да ја понудиме. Тој тренд на светско ниво расте во туризмот, секако расте на светско ниво, но расте во полза на овој активен или рековме алтернативен туризам. Прв пат го среќавам. Ние немаме соодветен збор за адвенчер туризам. Тоа е на светско европско или во англиската терминологија адвенчер туризам. Меѓутоа ние кога би го превеле за адвенчер туризам не е соодветен и затоа е активен туризам. Адвенчер значи адреналински, кој што можда е мал дел од тој активен туризам, можеби 10-15% од воопшто туризмот, затоа велиме дека активен туризам спаѓаат сите овие што ги набројавме алтернативни форми како пешачење во природа, планинарење, нуркање, параглайдинг, сето тоа е активен туризам и тој тренд на светско ниво многу брзо расте. Исто така треба да истакнеме дека трендовите во светот исто кои што не може да се спречат се дека групите на патување, тоест на туристи се помали и бројот на денови на престој се намалува. Значи тоа е пак резултат на современата технологија и достапност на информациите на туристите. Веќе можат сами да ги организираат своите патувања, да избираат дестинации тие што ги сакаат, да ги посетат и до она што го очекуваат, да го видат за парите што ги плаќаат, што значи дека тој тренд нема да се намали, него ќе се зголеми, групите ќе бидат помали и повеќе пати во годината туристите ќе патуваат на повеќе дестинации. Значи ние мораме да го следиме и мораме да се прилагодиме на тие трендови и да се бориме за секој турист. Уште еден податок е многу значаен. Праксата покажува дека 4 туристи во рурална средина одговараат даваат инпут како на едно работно место. Значи по статистика, тоа е значи еден мотив повеќе да придобивањето на туристи кон руралните средини ќе значи многу за руралните средини, за селата. Вие живеете во град или во село? Да, во град, во Скопје живеам, да. Во град, да. Би сакале некојаш да се преселите во село? Па јас постојано сум со своите активности во природа и во рурални средини, затоа и одбрав да се бавам со ова. Уште од млади денови сум активен планинар, сега нормално со годините не така активен, али секоја прилика ја користам да се најдам негде во природа, на планина или во некоја селска средина кај што... Сите места во Македонија сте ги посетиле? Па не можам да кажам сите, меѓутоа по голема мера да, скоро ја познам многу добро Македонија. Што прво им кажувате за Македонија? На странските туристи? Секако. Дека извонредно место кое што треба да се посети, базирано на природните атракции што ги има како предуслови, природни предиспозиции и многу значајните цивилизацијски вредности. Ние имаме неколку слоеви на цивилизацијски вредности што е за истакнување и пред странските и воопште и пред нас самите. Бидејќи ние имаме артефакти кои што датираат повеќе од 8000 години, цивилизации напредни кои што живееле на овие простори, имаме над 4000 археолошки локалитети, доколку ние само во тој правец работиме интензивно и ги направиме достапни за туристи, ете гаранција за успешен туризам или за успешна економија. Значи, дел од тие локалитети се откриени, меѓутоа многу малку се достапни за туристите и адаптирани за туристичка понуда. Да.
Да ги поканиме уште еднаш гледачите на телевизија Нова да бидат дел од тркалезната маса. Отворен е типот, така? Може секој да присуствува или? Па не е отворен тип, Не, бидејќи ќе имаме дискусија на темата, што е, значи, Па повикани би се... требало да ви кажам сите тие што повикани се би структури. можеле да ви сугерираат некои Да, работи, повикани како се гледачката структури што од се решила Министерството да за се економија, од Агенцијата за поддршка, од универзитетите, од туроператорите, туристичките агенции, оние што се директно заинтересирани, кај што сакаме да побудиме интерес да заедно делуваат во иднина и интегрирано и заедно делуваат за потикнување на процесите за интегриран настап на туристичкиот пазар. А морам да истакнам едно сознание на минатата година председателот на туристичката светска организација Талеб Рифаи на посета во Скопје јавно сподели на конференцијата дека ставот на туристичката светска организација и неговиот е дека идна известна афирмирана туристичка дестинација на светско ниво ќе биде Балканскиот регион, кој што не е доволно афирмиран, не е доволно истражен, не е доволно развиен. Очекувањата сега дека тоа ќе биде многу брзо и што побрзо сватиме и нашите интенции и иницијативи се да што побрзо сватиме за интегрирано регионално делување и регионална промоција, бидејќи така ќе можеме да ги донесеме далечните туристи од Америка, Канада на тура од 4 или 3 или 4 земји, наместо за една земја, сигурно дека не би дошле од такви далечни дестинации. Искрено те се надевам на 14 декември дека ќе имате успешна тркалезна маса, ќе ги кажете сите работи за и против, нели, во однос на туризмот, колку капацитетите се ги користиме и секако проектите што вие со години ги правите во однос на Асоциацијата за алтернативен туризам. Ние тековно имаме 3 проекти кои ги спроведуваме, пак се на темата на туризам, тоа се европски проекти, една е програмата Erasmus Plus за две професии кои се дефицитарни на нашиот простор и не само на нашиот, на европскиот, тоа се водичи во природа и менаџери за сместување во рурален и агротуризам. Низ проектот ќе поминат одреден тип на обуки, одреден број на луѓе, за да се остручат за тие професии. Другиот е ИПА погранична соработка меѓу Косово и Македонија, развивање на Шар-планинскиот регион, партнерство меѓу Призренскиот регион и Полошкиот регион. Тој проект сега започна, ќе трае 2 години. И третиот е од Балкан-Медитеран програмата, каде што на малите и средните предпријатија во источниот плански регион, како таргет го земавме, ќе им помагаме како да подобрат квалитетот на понудата, стандардите на понудата, маркетиншки да користат иновативни методи. Се надеваме и ние дека ќе истраете, ќе успеете во сите ваши проекти. Ви благодарам за вашето гостување во отворената програма на телевизија Нова. Да. Ви благодарам и повторно, така имаме теми за муабет, туризмот е непресушна тема. Можеби Македонија е мала земја, но голема е по душа. Потенцијалите се големи, само треба да ги искористиме. Да. Ви благодарам и вам, почитувани наши гледачи на телевизија Нова. ИТН завршува тука, но повторно ќе се видиме утре точно во 7 часот на фреквенцијата на телевизија Нова. Утре се дружите со Катерина Тодевска-Спасич. Од мене довидување и пријатно.